Добар ден на сите. Врз основа на член 39.1 од Законот за локална самоуправа, службен весник на РМ број 5/2002 и службен весник на РСМ број 202/24, председателот на Советот на општина Конче донесе решение за свикување на втората седница на Советот на општина Конче. Седницата ќе се одржи на ден 28.11.2025 година, петок, со почеток во 10 часот во просториите на општина Конче. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записникот од првата седница на Советот на општина Конче. Точка број 1. Предлог програма за одржување на локални и полски патишта и зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Конче за 2026 година. Точка број 2. Предлог програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Конче за 2026 година. Предлог 3. Програма за одржување на јавната чистота во подрачјето на општина Конче за 2026 година. Предлог 4. Програма за одржување на јавното осветлување во општина Конче за 2026 година. Точка 5. Предлог програма за управување со отпад за 2026 година. Точка 6. Предлог програма за контрола на популација на бездомните кучиња на подрачјето на општина Конче за 2026 година. Точка 7. Предлог план за контрола на популација на бездомните кучиња во подрачјето на општина Конче за 2026 година. Точка 8. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Конче за 2025 година. Точка 9. Предлог одлука за утврдување на доместок на членовите на Советот на општина Конче. Точка 10. Извештај за работа на Општинската изборна комисија Конче за спроведување на локални избори 2025 година. Точка 11. Финансиски извештај за реализирани приходи и трошоци за спроведување на изборите преку Општинските изборни комисии за локални избори 2025 година. Точка 12. Полугодишен извештај за работење на ЈПКД Лакавица Конче за период јануари и јуни 2025 година. Точка 13. Извештај за работењето на ЈПКД Лакавица Конче и резултати за трето тромесечие јули-септември за 2025 година. Точка 14. Предлог одлука за доделување на финансиски средства за запишани превачења во Основно општинско училиште Гоце Делчев Конче. Точка 15. Предлог решение за разрешување и именување на член во управниот одбор на јавната општинска установа за деца, детска градинка 12 јули во Конче, општина Конче. Точка 16. Предлог решение за формирање комисија за селекција за избор на членови на управен одбор на ЈПКД Лакавица Конче. Точка 17. Предлог решение за формирање комисија за селекција за избор на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на ЈПКД Лакавица Конче. Точка 18. Предлог одлука за распишување јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови во управен одбор на ЈПКД Лакавица Конче. Точка 19. Предлог одлука за распишување јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД Лакавица Конче. Разгледување на барања, советнички прашања. Дали имате дополнување на дневниот ред? Повели? Согласно 61 член 67 деловникот на Советот на општина Конче предлагам да се додаде точка измена на деловник на Советот на општина Конче со бришање на член 15 алинеја 3. Согласно одлуката на Уставниот суд број 71/2024 од 26.2024 година. Може јас да дадам поднос. Значи, ние го имаме добиено решението од Уставниот суд дека се укинува членот каде што комисијата за
автентично толкување на членови од одредени одлуки што се ги донесува Советот, така да седницата е пренатрупана со точки, не е одитен карактер, немаме такви автентични толкувања, до сега не се случили за периодот од формирање на општина Конче, така да таа не е одитен карактер и мислам дека треба за да се укинат одредени одредби или да се донесе, има одредени постапки, значи треба да оди преку комисии, статутарно правната комисија треба да заседава и на тој начин одат таквите измени и дополнувања или укинување на одредени членови од прописите. Само да ве прашам, значи кога ви е стигнала таа одлука од Уставен суд на ОС? Па треба да проверам, Значи најверојатно 2024 се. Може и да е, ама таа е веќе изземена од важност, така да и и на нашите деловници, значи уште стои таа линија и мислам дека до сега сте имале доволно време да се укине тоа. Значи, со решението, тие не се толкуват решенията на Уставниот суд, тие важат и не можеме и да примениме таа одредба. Толку имам да кажам. Добро. Значи, доколку ако се... Јас моето право е предлагам да се додаде. Да, може да се стави. Јас само давам образложение во однос на вашата предлога. Го ставам на гласање предлогот на колегата. Кој е за? Против? Против? Воздржани? Го ставам на усвојување дневниот ред за денешната седница на ден 28.11.2025 година. Кој е за? Во ред. Против? Двајца. Воздржани? Еден. Според мнозинството, дневниот ред може да се одржи. На дневниот ред имаме усвојување на записникот од првата седница на општина на Советот на општина Конче. Дали имате забелешки по записникот? Доколку нема забелешки, го давам на усвојување записникот од првата седница. Кој е за? Продолжуваме со точка 1, предлог програма за одржување на локални и полски патишта и зимско одржување на локални патишта и улица на територијата на општина Конче за 2026 година. Му давам збор на представникот на општинската администрација. Добар ден на сите присутни. Ова предлог програма беше разгледувана на Комисијата за урбанизам, матична комисија на Советот на општина Конче. Од 5 членови на комисијата беа присутни 4 и беше разгледана програмата без забелешки и додавање по предлог програмата, истата беше едногласно усвоена без забелешки и коментари. Ако има некои прашања, поведете. Дали имате прашања во однос на првата точка? Доколку немате прашања, го давам на гласање точка број 1, предлог програмата за одржување на локални и полски патишта и зимско одржување на локални патишта и улица на територијата на општина Конче за 2026 година. Кој е за? Против? Воздржани? Еден. Продолжуваме со точка број 2, предлог програма за одржување на јавното зеленило на подрачјето на општина Конче за 2026 година. Давам збор на раководителот на сектор за урбанизам.
Благодарам. Исто и ова програма беше разгледувана на матичната комисија од присутни 4 членови, сите беа за и без забелешки по однос на програмата. Дали имате прашања? Повели? Јас тук имам малку на забелешка во точката за јавно зелено и подрачје на руралниот центар Конче и населени места. Вика одржување на јавните зелени површини на подрачјето на општина Конче, делки се врши интензивно, а дел екстензивно. Под интензивно одржување се следните зелени површини. Вика заседување и одржување на паркови и зелени површини на главни улици во сите населени места, зелени површини планирани по урбанистички план кои се од јавен карактер, централно подрачје на Конче, парк и споменик. Уредување и одржување на двор во манастирот Свети Стефан. Јас од вие сите активни што беше дека интензивно ќе се врши. Надворешно кој ќе погледнам имам доста забелешки околу зеленилата. Баш и од имам видено пред една година, мислам ли беше или пред 5-6 месеца и сега гледам од и граѓаните на општина Конче се собират за да прават уредување, за да го одржуваат дворот од црквата Свети Стефан. Јас мислам од ако се одржава тука како што пише интензивно и дворо или централната планета, да не кажувам оди нема нигде пошумено, ни позеленено нешто. Мислам оди малку ми неприфатлива оваа програма и да се отделе толку буџет за нешто што нема видливо според мене. Ако мислите оди нешто видливо, исправете ме, јас имам тука голема забелешка околу тоа и мислам оди не е коректно да се отделе таа сума на пари, а граѓаните да се собират самоволно за да се одржаваат некои работи. Може да одговорам. Значи, програмата за јавно одржување на јавно зеленило на подрачје на општина Конче ја спроведува јавно комунално предпријатие врз база на наши налози за изработка, односно за уредување на јавни површини. Забелешките во дел на имплементацијата на програмата да држат, но ова е програма, не е извештај за реализација на програма. Кога ќе се разговара за извештај за реализација на програмата, тогаш може да бидат земени вашата дискусија како предвид дека одржувањето на јавното зеленило не е било на доволно ниво и дека треба и под некои мерки да биде поправено. Програмата е рамка на годишно ниво, иначе програмата, како што ви кажах, ја спроведува јавно комунално предпријатие. Ние само ја предлагаме програмата и програмата ја реализира јавното комунално предпријатие. Кога ќе биде извештај за реализација на програмата, тогаш вашите забелешки стојат. Значи, кога ќе до извештајот, мислам, тогава ќе има ли представник од комуналното предпријатие да ми даде образложение или сега треба да стража образложение од нив? Кога ќе биде доставен извештај за работа на јавното комунално предпријатие, тогаш ќе дискутирате во однос на нивниот извештај во дел на реализација на програмите кои што ги реализира јавното комунално предпријатие. Дали другите имате збор? Доколку нема, го давам на гласање предлог програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Конче за 2026 година. Кој е за? Против? Продолжуваме со точка 3, предлог програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Конче за 2026 година. Давам збор на раководител на сектор за урбанизам. Благодарам. Исто и оваа програма беше разгледувана и усвоена од страна на Комисијата за урбанизам со дискусии, забелешки и коментари, но истата беше едногласно усвоена без додавање на забелешки и коментари. Благодарам. Дали имате збор? Повели? Јас имам прашање до ръководителот.
Да, има зголемување на површината на централните улици во населено место Конче, бидејќи дел од регионалниот пат кој што поврзува Конче со Лубница припаѓа на дел од улица магистрална во населено место Конче. Затоа е зголемувањето на површината во однос на населено место Конче. Говориме за главната улица. Бидејќи таа да, бидејќи Конче и Лубница граничат по урбанички план едно за друго село и дел од таа улица влеве до крајот на населеното место Конче и таа е во дел на програмата на одржување. Пред тоа не беше третирано, тоа беше само третирано централното квадратче. Фактички тоа пред тоа не, мислам, таа улица Не беше во програма, беше одржувана. Дали другите барате збор, повели? Јас исто тука пара. Ми го дадете, ама мислам дека за да се одобри на програма со толку голема сума на пари, е малку жално да немаме ние да ми даде некој образложение, дали од комуналното предпријатие или од дека, зашто, например, се одобрува тие пари, а сето това не се извршува. Тука гледам беше вика населено место Конче, населено место Дедино, каде улиците се со густа фреквенција на движење ќе се чистат еднаш во неделата, вклучувајќи ги и празниците. Другата забелешка, миењето на јавни пратишта се врши со трактор и приклучна цистерна. Работата се извршува еднаш месечно. Бројот на потрошени цистерни со вода за едно миење во месеци ќе зависи од потребата за миење на јавни патишта. Додуша јас искрено не сум видел ни цистерна да помине по патишта, а тука па има другата, вика метење на јавни сообраќајни површини и улици еден ден во неделата. Тук се одобрат некоја сума на пари за метење, за по метар кубен, што мислам метар квадрат, мислам малку не е оправдано за мене, мислам за сите вас треба да е неоправдано да се одобрува таква сума на пари, а да нема образложение, например, зашто сето това не се е спроведувало дали у таа претходно, дали за другите години ќе се пременуваат тие средства. Зашто ќе се одобруваат таа средства ако немам јас образложение? Зашто не се одржава? Зашто ќе му дадам јас една сума, ваа општина ќе одобре сума на пари на некоја предпријатие, која не се принаменува ништо од сето тоа тука што наведено во програмата. Нити се метат улиците, како што пише у Регитец, у Липовиќ ќе се метат два пати у неделата. Еднаш у неделата, месечно ќе се пере главната улица на секоја влезно место. Нема ништо од тоа. Да, во програмата е дефинирано начинот како ќе се реализира програмата, но програмата се реализира врз база на налози дадени од страна на општината да ги извршува комуналното предпријатие. За секоја нивна активност тие добиваат од нас налог за извршување на програмата, за метење, за чистење на улици, за меење на улици. Поради недоволниот капацитет на јавното комунално предпријатие, удело на човечки ресурси, некој пат се чува да некои улици бидат третирани на месечно ниво, може и покасно. Обично ние ги мијат и ги третират улиците кога има наноси на улици, кога има шут на улици или други од временски неприлики, други наноси. Значи тоа не зависи, програмата дефинира само рамка на годишно ниво како ќе се она реализира. Реализацијата е на јавното комунално предпријатие врз база на наши налози. По извршена услуга од страна на јавното комунално предпријатие ние вршиме контрола на таа активност што е спроведена. Налог колешката Маре во мојот сектор да изготви извештај во дел на таа активност. Јавното комунално предпријатие даве извештај, ние го пригледаме извештајот и го одобраме извештајот дали таа активност е завршена и врз база на налого нашите ја фактурират за одредената услуга. Тоа не значи дека ако е програмата милион динари дека ќе биде реализирана на целосно. Значи таа е рамка на годишно ниво до која што би требало да се реализира. И тоа пак ќе ви спомнам дека треба да биде третирано во извештајот на јавното комунално предпријатие. Уредо се нели, сепак треба да има образложение и да видиме и ние некој извештај как се одобрило тоа сума на пари тука што ќе се одобри. Мислам оти треба сите колеги да ги интересира за тоа ако се одобрува едно средство на пари да знаеме например да видиме некој извештај дали од комуналното за таа претходна година што се одржувало, колку пара се е потрошило, се тие работи. Има по реализација на програмите имаме финансиски извештај кој што табеларно го води колешката во дел на нашите налози дадени од страна на комуналното предпријатие
и по извршена нивна услуга по цени определени според програмата. Да, забелешката може би е уред во дело на квалитетот на извршување на работа. А во дел на динамиката, јас ви спомнах дека се врши перманентно и по потреба, бидејќи ние дефинираме еднаш неделно, али ако јавното комунално предпријатие има поголем ангажман во дел на собирање на отпад, во дел на отстранување на дефеци во водоводна и канализационна мрежа, тогаш не може тој дел да го у тоа време изврши. Да, сепак надевам се у наредна седница ќе видиме некој извештај од комунално предпријатие как се таква што се работило и колку се е исплаќало за некои такви суми спрема нијаната работа. Дали друг бара збор? Доколку не, го ставам на гласање предлог програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Конче за 2026 година. Кој е за? Против? Воздржани? 1. Продолжуваме со точка 4. Предлог програма за одржување на јавното осветлување во општина Конче за 2026 година. Давам збор на раководителот на сектор за урбанизам. Благодарам, исто и оваа програма беше разгледана од страна на комисијата и дискутирана и беше едногласно усвоена без забелешки. Во делот на оваа програма можем да кажем дека претходните години оваа програма се добро реализира во делот за тоа што е од наша контрола, бидејќи и на комисијата имам напоменут дека сите во селени населени места, сите живини светилки се променети со LED светилки и сите столбови на кои што се поставени светилките се обележени со бројки и кога ние добиме од граѓани или од советници било кој дека на одредена позиција некоја улична светилка не свете, ние даваме налог на комуналното предпријатие со број на улична светилка да биде извршена замената и во дело на доградба ако има потреба за поставување на нови линии за улично осветлување. Мислам дека таа програма, според мене, и капацитетот на јавното комунално предпријатие се реализира добро. Дали барате збор? Овели? Да, вие тоа прашање го поставите на комисијата. Да. Да, ама сепак тој збор треба сепак нели малку не е оставено на ако сака или доколку е возможно. Да, јавното комунално предпријатие, според мои сознанија, ангажира приватно лице со кое што случува договор за одржување на јавно осветлување, односно конкретно за промена на светилки. Квалификацијата на тоа лице, дали е квалификувано, дали е способно и стручно за вршење на таа дејност е во надежност на јавното комунално предпријатие и сите несакани случаеви и последици ако случаат по тоа е одговорност на одговорното лице во јавното комунално предпријатие. Тоа е должно да ја спроведува програмата и програмата, како што ви спомнах, ја реализира добро. Лица кој ќе ангажира, тоа е негова одлука на комунално предпријатие, дали ќе случи договор со одредено лице кој ќе има квалификации, дали ќе случи договор со друго правно лице да му извршува таа услуга. Оваа програма е доверена пред неколку години да ја извршува јавното комунално предпријатие од причини што трошици за реализација на програмата кога ја одржува јавното комунално предпријатие се доста намалени во однос ако програмата се спроведува по јавна набавка, односно се ангажира економски оператор со јавна набавка. Тогаш економски оператор има и други трошици. На комисијата ја давах коментар, бидејќи за сметове километар потрошено гориво, потрошен ден и за тоа програмата може да биде драстично повисок износ на пари. Затоа е дадено комуналното предпријатие да одржува таа програма и дел од средствата како заштита на општината и добивка на јавното комунално предпријатие, мислам дека е во ред
за тоа што сепак се работи за јавно предпријатие кое е основано од страна на општината и секако дека финансиски бенефит во дел на програмата треба да го има и јавното комунално предпријатие. Иначе, одговорноста, како што на комисија дискутираме, е на одговорното лице на јавно комунално предпријатие, кое ќе дојде извештај, тогаш тоа прашање може да поставите дали тоа лице е стручно, не е квалификувано, јас во тоа дел не можам да коментирам, бидејќи тоа не е моја обврска и задача. Дали друг барате збор? Доколку нема, го ставам предлог програма за одржување на јавно осветлување во општина Конче за 2026 година на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Продолжуваме со точка 5, предлог програма за управување со отпад за 2026 година. Давам збор на раководителот на сектор за урбанизам. Благодарам, и оваа програма беше разгледувана од матичната комисија и од присутните членови на комисијата беше едногласно усвоена. Од дело на коментари и забелешки немаше значителни, имаше дискусија во однос на програмата, но без конкретни предлози и забелешки. Дали барате збор? Доколку нема, го ставам на гласање предлог програма за управување со отпад за 2026 година. Кој е за? Против? Воздржани? Продолжуваме со точка 6, предлог програма за контрола на популација на бездомните куќиња на подрачјето на општина Конче за 2026 година. Давам збор на раководител на оделение за инспекцијски работи. Прво, добар ден на сите. Како и претходно тоа што зборувавме во однос на комисијата, вие презентирав целосно програмата за контрола и на популацијата на бездомните куќиња. Во однос на тоа, мислам дека направивме повеќе дискусии, но и од страна ваша беше усвоено целосно оваа програма, со ниеден против, но доколку има некои од прашања да поставите, можете слободно да прашате. Ако сакате, можем и повторно да ви образложам. Повели? Ние баш разговаравме за тие куќиња што се наоѓаат и депонијата. Вие кажете дека тие се не се имаат собственици на тие куќиња, така да не може да се прогласат како скитници. Да, така е. Значи, мора да знаете сите дека кај нас, ние како општина, ги водиме само куќињата кои што се бездомници. Значи, немат собственик. Сите оние куќиња кои што имат собственик, тие си одговараат за нивните куќиња. Доколку дојде до несакана работа, значи, да настане некоја штета, тогаш тие одговараат, односно ги сносат сите своји трошоци. Ние како општина, значи секоја година склучуваме договор со соодветна фирма, односно соодветно правно лице, кое што е надлежно за вршење на собирање, прегледување и транспортирање и примање на куќиња само скитници. Значи, тоа го прават сите општини на територијата на општина на Република Македонија. Ние во однос на приватниот дел, значи куќиња кои што се имаат собственици, ние не можеме да делуваме. Тоа може, значи, да и делува исклучиво ветеринарен инспектор со тоа што може да провери дали куќето е вакцинирано, дали куќето ги поминало сите тестове, дали има беснило или некои други болести. Во однос на како да ги разпознаеме кои се куќињата скитници, ние, како што знаете, во самата програма е предвидено и се става чип и исто така и се става маркица, ушна маркица. Кога ќе видите, значи, такво куќе, тогаш се знае дека куќето е скитник. Ние за оваа програма имаме мал буџет, сигурно виделе сте. Тоа е некаде околу 50.000 денари, бидејќи ние на нашата територија немаме
Имаме куќиња, но немаме куќиња без собственици, односно скитници. Дали барате друг збор? Доколку нема, го ставам на гласање предлог програма за контрола на популација на бездомните куќиња на подрачјето на општина Конче за 2026 година. Кој е за? Против? Воздржани? Продолжуваме со точка 7. Предлог програма за контрола на популација на бездомните куќиња на подрачјето на општина Конче за 2026 година. Давам збор на раководителот на Оделение за инспекцијски работи. Значи врз основа на програмата која што ја донесува Советот на општината, на општина Конче, се изготвува план за реализација на таа програма. Мислам дека на седницата на комисијата дискутиравме и за тоа, но вие ги имате табелата, значи како и по која динамика ќе работи, значи фирмата која што го има склучено договорот за бездомни куќиња. Доколку имате прашање по однос на овој план, слободно поставете. Дали имате прашања? Доколку нема, го давам на гласање предлог план за контрола на популација на бездомните куќиња на подрачјето на општина Конче за 2026 година. Кој е за? Против? Воздржани? Што кажем да... Јас сум пишла тамо. Продолжуваме со точка број 8, предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Конче за 2025 година. На комисијата беше разгледан овој предлог одлука. Дали имате прашање вие? Добар ден. Може, како се пише. Давам збор на раководителот на Оделението за финансии. Добар ден од мене. За тие што не ме знаат, јас сум Ленче Крстева, а верувам дека сите ме знаете. Вработена во општина Конче како раководител на Оделение за финансиски прашања. На ова седница имаме одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Конче за 2025 година. Буџетот на општина Конче представува рамка која што се донесува до крајот на 31 декември претходна година за наредна година. И имаме планирано колку приходи, толку и расходи. Приходи се распределени на ставки и подставки, колку што планираме да добиеме приходи во текот на наредната година, а расходите исто така се распределени по програми и подпрограми кои што се донесени од страна на Советот на општина Конче. Сега во тек е подготовката на буџетот ќе биде за 2026 година. Со образложувањето на буџетот тоа ќе ви биде малку појасно. Меѓутоа да се вратам на точката, сега имаме точка одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Конче за 2025 година.
Врз основа на член 33, став 2 и 3, во врска со член 34 од Законот за буџетите, Службен вестник на Република Македонија, број 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/12, 192 од 15 и 167 од 16, како и Службен вестник на РСМ, број 151 од 2021 и 3 од 2025 година. Член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа, Службен вестник на Република Македонија, број 5/2002 и Службен вестник на РСМ 202/2024 година. Советот на општина Конче на втората редовна седница, одржана на 28.11.2025 година, донесува следнава предлог одлука. За измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Конче за 2025 година. Член 1. Со ова одлука се врши измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Конче за 2025 година на следниот начин. Значи имаме измена на распоред на средствата во основниот буџет, имаме на измена на распоред на средствата во буџетот на блок дотации, што се однесува за основно образование и детска заштита, како и имаме измена за распоредот на средствата во буџетот на самофинансирачката сметка, се однесува за детската градинка или детска заштита. Во основниот буџет е следната измена, значи се намалуваат средствата на изградба на системи за водоснабдување за 150.000, а истите средства се зголемуваат за изборни активности и референдуми. Со планирањето на буџетот на општина Кончево за 2025 година, како и со ребалансите кои што ги имавме во изминатиот период, значи имавме донесено дека за изборните активности, односно за процесот на локалните избори кои што се проведуваше во теком на година, ќе имаме потреба од 1.500.000 средства. Меѓутоа, со извештајот на доставен од страна на општинската изборна комисија, имаме нешто повеќе од 1.600.000. Значи 1.500.000 плюс 150.000 прават 1.650.000. Меѓутоа на општинската изборна комисија ќе им бидат преферирани средства онолку колку што изнесува извештајот, што значи ќе останат дел од средствата како неупотребени. Тоа ќе го видите во завршната сметка на буџетот на општина Конче. Во N1 основното образование имаме поголеми измени, така што се намалуваат поголем број на ставки, се намалуваат за одредени износи, а се зголемуваат 2 ставки до крајот на текомната фискална година за да бидат искористени средствата кои што им се доставени како блок дотација од страна на Министерството за образование. Во основни плати се намалува 350.000 денари, персонален данок на доход се намалува за 30.000 денари, основни придонеси на ПИО се намалува за 90.000 денари, основни придонеси на здравство за 30.000 денари, електрична енергија 150.000 денари, дрва се намалува за 180.000 денари, гориво и масла за 130.000 денари, транспорт на луѓе за 200.000 денари, за 14.000 се намалуваат ставките наставно образовани помагала, како и училишни материјали, средства за одржување на хигиена се намалуваат за 17.548 денари, ситен инвентар за 50.000, за 12.000 се намалува дезинфекција, дезинсекција и дератизација, како и одржување на згради на други зелени површини, за 16.000 се намалуваат за семинари и конференции, купување на опрема за климатизација се зголемува за 1.200.000, тоа е едната од двете ставки кои што кажав дека се зголемуваат. Купување на друга опрема се намалува за 14.000, за 50.000 се намалува купување на други машини, изградба на други објекти се намалува за 219.052 денари, реконструкција на други објекти за 222.400 денари, купување на канцелариски мебел се намалува за 17.000 денари, а додека купување на училишни мебел се зголемува за 700.000 денари. И книги за библиотеки и учебници се намалува за 14.000 денари. Сите ставки кои што се намалуваат се 20% или помалку од планираниот буџет за расходната ставка. Или вкупно од основното училиште се намалуваат за 1.900.000, а исто така се зголемува за 1.900.000. Значи мораме да имаме баланс. Колку се намалува, толку се зголемува за да не биде во ред. Во делот на детските градинки се намалува на буџетот на дотации, исто така се зголемува. Значи, се зголемуваат основни плати, други вработени за 19.470, исто така се зголемуваат основни придонеси за ПИО за 16.700 и 5.800 се зголемуваат придонеси за здравство. А додека се намалуваат
персонален данок на доход од плата 15.000 и се намалува основен придонос за за професионално заболување за 1.770 денари, како и се намалуваат други договорни услуги за 23.200 и други оперативни расходи се намалуваат за 2.000 денари. Или вкупно во буџетот на дотации за основно за детска заштита се намалува за 41.970 и се зголемува за 41.970. Во делот на детската заштита имаме пренамена која што е доста поголема во делот на самофинансирачката сметка. Значи во делот на самофинансирачката сметка се зголемуваат персонален данок на доход на доместоци за 10.944 и за 98.520 се зголемува надомест за годишен одмор. За да ги зголемиме овие ставки имаме намалување во патување во странство за 130 денари, електрична енергија за 8.000 денари, водовод и канализација за 800 денари, други материјали за грејење за 10.000 денари, потоа имаме пошта се намалува за 200 денари, телефон и телефакс се намалува за 2.000, гориво и масло се намалуваат за 1.000, канцелариски материјал за 400 денари, списанија, весници и други изданија за користење се за 2.000 се намалуваат, прехранбени продукти и пијалци се намалува за 12.000, лекови се намалува за 2.000, средства за одржување хигиена се намалува за 10.000, за 3.000 се намалува материјали за разни поправки, ситен инвентар се намалува за 10.000, за 4.000 се намалуваат резервни делови како и други материјали. Одржување на згради се намалува за 300 денари, дезинфекција, дезинсекција и дератизација се намалува за 218 денари, поправки одржување на мебел за 200 денари, поправки одржување на софтвер и хардвер за 200 денари, поправка и одржување на друга опрема за 46 денари, осигурување на недвижности права за 28, други финансиски услуги за 200, примерна здравствена заштита за 4000 денари, други здравствени услуги за 1540 денари, услуги за копирање, печатање и издавање за 2000 денари, други договорни услуги за 4443 денари, како и расходи за репрезентација за 4000 денари, за 7800 се намалуваат семинари и конференции, објавување на огласи се намалува за 3000 денари и други оперативни расходи се намалува за 5959 денари. Или вкупно во делот на намалување како и зголемување се намалува за 109.464 денари, а се зголемува исто така за 109.464. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето и иста станува составен дел на буџетот на општина Конче за 2025 година, а истата ќе биде објавена во службен гласник на општина Конче за 2025 година. Од мене толку, доколку имате прашања, повелете. Дали имате прашања? Доколку нема, го давам на гласање предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Конче за 2025 година. Кој е за? Против? Воздржани? Ќе кажемо на Игор нека дојде после таа точка, он треба да ја презентираме. Пише. Во ред. Продолжуваме со точка број 9. Предлог одлука за утврдување на доместок на членовите на Советот на општина Конче. Давам збор на општинскиот представник. Благодарам. Значи, на почетокот на мандатот на секој совет се донесува одлука за утврдување на доместок на членовите на Советот на општина Конче на предлог на Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. На членовите на Советот им припаѓа месечен надоместок за присуство на седница на патни и дневни трошоци. Месечен надоместок за присуство на седница на Советот се утврдува во износ од 40% од просечната месечна нето плата во Републиката, исплатена за претходната година, а тоа е од износ од 41.239 денари, односно 16.495 денари.
на преседателот на општина Конче за раководење и организирање на работата на Советот, надоместокот од член 2 му се зголемува за 30%, односно за 4948 денари. Член 4. Патните трошоци за присуство на седници на комисии и седници на Совет на членовите на Советот од населените места Дедино, Ракитец, Габревци и Долни Липовик изнесува 150 денари за двата правца. Член 5. Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот се исплатува за присуство на сите седници на Советот во тековниот месец. Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот се намалува за 30% за секое отсуство од седница на Советот. Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот не се исплатува доколку членот на Советот не присуствувал на нито една седница на Советот во тековниот месец. Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не одржал седница. Член 6. Одлуката влегува во сила со денот на објавување во службен гласник на општина Конче. Толку имам јас, ако имате прашање. Дали имате прашања? Повели? Оваа одлука се донесува за еднаш годишно, така? Ова одлука се усогласува со промената на Посечната плата. месечната исплатена нето плата за претходната година. Значи сега во моментот ние ја имаме месечната нето Добро. плата за 24-та година, да. Фактички се усогласува со месец, мислам, од претходната година, од кој месец? Цела. 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 Просекот од целата Просек. година. Така. Значи, излева од Заводот за статистика, Државниот завод за јасно, статистика, кога, не знам о кој месец, може у март месец, од март или април, да, и за претходната година. Сега, оти сме месец ноември или декември, не е поминат тековната година и треба време за да се определя пресеко на просечната не месечно, годишно исплатена нето плата. И од тие причини, значи, мораме да одиме со платата што е на годишно ниво за 24-та година. Дали другите барате збор? Доколку нема, го давам на гласање предлог одлука за утврдување на надоместок на членовите на Советот на општина Конче. Кој е за? Едногласно. Игор, тука го виде. Добро, забавањето ќе беше. Продолжуваме со точка број 10. Извештај за работа на Општинската изборна комисија Конче за спроведување на локалните избори 2025 година. Давам збор на председателот на Општинската изборна комисија Конче. Добар ден. Значи, јас денес имам две точки. Едната е извештај за работа на Оклучено, оклучено. Да. Значи, едната точка е извештај, слушали се? Да. За работа на Општинска изборна комисија Конче. Значи, вака, ово извештај се однесува на процесните действија кои што Општинска изборна комисија Конче ги има преземено од моментот на распишување на изборите па се до моментот на завршување на изборниот процес. Прво действие по насока на Државната изборна комисија беше одржување на седница за случаен избор на членови во избирачките одбори. Не знам колку сте запознаени, значи избирачките одбори се формираат од припадници од страна на администрацијата и од припадници од страна на политичките партии кои на последните избори имаат освоено најмногу гласови. Отколка се заврши таа постапка, беа изготвени решенија за формирање на избирачки одбори кои што ние како Општинска изборна комисија ги проследивме до сите членови. Вкупно 70 членови на избирачки одбори, а потоа до нас како Општинска изборна комисија од страна на политичките партии беа доставени кандидатски листи, односно имавме 6 кандидатски листи за избор на членови во Советот на општина Конче и 3 кандидатски листи за избор на градоначалник.
партиите ќе ги кажам, вие ги знаете, значи имавме кандидатски листи за советници од коалиција предводена од ВМРО, СДСМ, Турска демократска партија, Родина Македонија, Единствена Македонија и како беше Демократски сојуз беше последната политичка партија. Додека за градоначалник имавме поднесено кандидатски листи од страна на ВМРО, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, коалиција предводена од СДСМ и Турска демократска партија. Многу жешко тука. Сигурно 30 степени има. Овие кандидатски листи потоа беа потврдени од наша страна. Од кога заврши оваа постапка, на 25 и 26 септември беа одржани обуки за членовите на избирачките одбори, исто така и за членовите на Општинска изборна комисија, од страна на сертифицирани обучувачи и од страна на Државната изборна комисија. Непосредно по спроведување на овие обуки беа одржани уште едни обуки кои се однесуваа само за председателите и замениците председатели на членовите на избирачките одбори, а се однесуваа на проверка на знаењето за ракување со УБИК. Тоа е онаа машината или уред за биометриска идентификација на гласачите. Од кога заврши таа постапка, Општинската изборна комисија Конче организираше дежурства на кои примавме пријави, односно известување за пријави на болни немокни лица кои сакаат да го остварат своето право на глас дома. Така да ви известам за првиот и вториот круг вкупно имавме 74 плюс 60, 84 пријави на болни немокни лица кои што сите беа одобрени и го остварија своето право на глас во домашни услови. Потоа, значи, се одржаа изборите на 19 октомври беше првиот круг на кој што бевте избрани вие како членови во Советот на општина Конче и вториот круг на 2 ноември каде што беше избран господин Златко Ристов за старонов градоначалник на општина Конче. А за цело време, додека траеше изборниот процес, ние како Општинска изборна комисија, јас како председател бев во постојан контакт со Овара Радовиш, чија што функција беше да ги обезбедуваат избирачките места за време на изборите 19 октомври и 2 ноември. Исто така го обезбедува доверливиот материјал кој што беше во овие простории. Значи изборниот процес беше заокружен со свечено доделување на уверенијата на вас како членови во Советот на општина Конче и градоначалник на општина Конче. Во кратки црти тоа е за извештајот за работа на Општинската изборна комисија Конче. Доколку имате прашања, слободно повелете, ќе одговориме. Дали имате прашања? Доколку нема, да ја почекаме, да почекаме. Го ставам на гласање извештај за работа на Општинската изборна комисија Конче за спроведување на локални избори 2025 година. Кој е за? Едногласно. Продолжуваме со точка број 11, финансиски извештај за реализирани приходи и трошоци за спроведување на изборите преку Општински изборни комисии за локални избори 2025 година. Давам збор на председателот на Општинска изборна комисија Конче. Благодарам, председателке. Значи, ако претходниот извештај беше за работните активности, овој извештај се однесува на расходите кои што ги има направено Општинска изборна комисија за заокружување на еден цел изборен процес. Значи, некна исто така бевме на комисија за оваа точка, ќе спомнам на кратко само дека општина Конче на нас ни оддели 20.000 денари авансни средства за тековни расходи, од кои ние имаме реализирано 11.810 денари. Некна спомнав, тие се трошоци за тековни расходи како што се патување на Општинска изборна комисија Конче. Потоа имаме 7.000 денари беа за тоа, околу 4.000 денари имавме за храна за ден на предизбори и за ден на избори за првиот и вториот круг. Имавме околу 500 денари за канцелариски материјал. Другото што е побитно е тоа што за надоместоците за членовите на избирачки одбори кои што се предвидени во правилник за определување на критериуми за висина на надоместоци од страна на Државната изборна комисија Конче, имаме следни потребни износи кои што треба да бидат исплатени од страна на општина Конче.
Тоа се 515.000 денари за членовите на Општинска изборна комисија и 1.081.600 денари за членовите на избирачките одбори. Или севкупно, заедно со авансните средства кои што ги имаме реализирано, изнесува 1.608.410 денари. Тоа е финансискиот извештај за реализирани расходи направена страна на општина на ОИК Конче за овој изборен циклус. Ако имате прашање, повелете. Дали имате прашања? Повели? Јас имам прашање предадено. Јас не можех да забележам ниде как се распоредени средствата на комисиите, по колку сума, како одредено до таа сума за... Јас ќе ти кажам на кратко. Значи, Државна изборна комисија има изготвено правилник за определување на критериуми за висина на надоместоци. И во тој правилник точно се определени критериумите точно на секој поединечен член колкав износ му припаѓа. Значи, за членови на избирачки одбори критериумите се следни. Зависност од висината изнесува во зависност од бројот на избирачи во тој избирачки список, почнувајќи од 0 до 300 гласачи. Од 0 до 300 гласачи на претседателот на избирачки одбор му припаѓаат 16.000 денари, плюс ако е одржан втор круг, а што беше случај кај нас во општина Конче, му припаѓаат уште 20% плюс. Фактички на 16.000 денари уште 20% ќе му дојде, мислам, дали беше 19.200-300 денари, така нешто. А потоа на претседателот му припаѓа тој надоместок, на заменик претседател 2.000 денари помалку. На членот и заменикот членот исто 2.000 денари помалку. Ако тие 20% се предвидени за двата круга, ако во првиот круг еден од членовите на избирачки одбор бил присутен на гласање кај болни и немотни, а во вториот круг не бил присутен негов заменик, во тој случај тие си делат по 10% од основниот надоместок, плюс 10%. Потоа почнува од 301 до 600 гласачи, за 2.000 денари плюс се накачува. Имаме Конче како најголемо избирачко место со 850 регистрирани гласачи, они влегуваат во графата од 601 до 900 гласачи. Основниот надоместок на претседателот изнесе 18.000 денари, мислам 20.000 денари, плюс 20% за прв и втор круг, околу 4.400 денари, 24.400 денари. Тоа е правилник донесен од страна на Државна изборна комисија, а средства треба да бидат исплатени од страна на општина Конче. За разлика од парламентарните избори, каде што ДИК, Државната изборна комисија, ги исплати сите средства од нивна страна, тоа е по законски така. Сепак, убаво било да имам податок. Затоа оти не можех да сретнам, а и мислам оти не сретнах дека колку членови се биле вкупно на цел избирачки одбор. Имаме ние 7 избирачки места, еден избирачки одбор е формиран од страна на 10 членови. 70 лица вкупно. Ако сакаш, јас можам за кратко да дадам да изпринтам. Само сега така да питам, нели не сретнах ништо. Да, ворете. Дали други имате прашања? Доколку нема, го ставам на гласање финансиски извештај за реализирани приходи и трошоци за спроведување на изборите преку општински изборни комисии за локални избори 2025 година. Кој е за? Едногласно. Ви благодарам. Благодарам. Поздрав. Председателки, може ли да барам пауза? Може повели. И така много се скопи. Може ли и кафе да не... Може сега ќе ми таман за пауза.